Трката по профит и корупцијата го уништуваат системот, особено во дигиталната сфера, а тоа значи сајбер напади и изгубени податоци на штета на граѓаните. Министерот Андоновски најавува реформа која ќе стави крај на злоупотребите. Со предлог законот за кој Андоновски се надева дека собранието ќе го изгласа на почетокот на следната година, се очекува системите во институциите да станат имуни на интернет напади. Не само во јавниот сектор, не само во државните институции, туку сметам дека како што до денеска приватните компании има секој од нив ангажирано сметководител или адвокат, сега секој од нив ќе мора или ќе треба да ангажира IT професионалец или IT компанија за да може да се носи со предизвиците на новото време. Андоновски рече дека освен инвестициите дома во капитални проекти, Македонија се враќа и на стратегијата за привлекување странски инвестиции. Во 2025 година најави позитивни поместувања, а фокусот ќе бидат на американските инвеститори од кои веќе има многу позитивни сигнали. Во разговори сме со неколку американски компании. Јас ќе присуствувам во САД во почетокот на декември, ќе имам уште дополнителни состаноци со американскиот приватен сектор во областа на дигитализацијата и на сајбер безбедноста. Имавме и тука разговори. Македонија повторно ставаме на мапа на странските инвеститори и мислам дека ќе има многу позитивни поместувања во 2025 година што се однесува до странските инвестиции кои што би требало да дојдат во Македонија, особено американските, затоа што кога развивате квалитетен пазар, кога се борите против корупција, кога создавате систем, тоа го препознаваат секако и странските партнери. На конференцијата во организација на Американската стопанска комора присуствуваа повеќе од 150 учесници од бизнис заедницата, владени институции, меѓународни организации, граѓанскиот сектор и професионалци од IT индустријата.